Монографијата Соборните храмови во Македонија од времето на преродбата на авторот Димитар Ќорнаков денеска беше промовирано во Соборниот храм Свети Пантелемон во Велес. Во неа се представени вкупно 14 споменици на културата со сите своји извонредни историско-уметнички вредности. Делото на авторот Ќорнаков детално говори за архитектурата, фреско-живописот, иконописот и разбарските дела во сите тие 14 храмови, меѓу кои Соборниот храм Свети Пантелемон, дело на Андреа Дамјанов. Не беше тоа све доволно, парцијално објавувано во нашите изданија, така да јас се потрудив да сето тоа го соберам на едно место и дадам една публикација која ќе афирмира нашата градителска дејност, почнувајќи од родот на Андреа Дамјанов, односно на Дамјан и неговите синови Андреа као градител, Коста, Ѓорѓи, Никола, сите они со своето творештво како градители, Андреа, Никола као резбар, копаничар, Ѓорѓи као зограф. Соборниот храм Свети Пантелемон е дело со кое како велешани треба да се гордееме, вели митрополитот на Повардарската епархија Агат Ангел. Денеска се гради насекаде, но изградба на храм како нашиот Свети Пантелемон нема никогаш да се повтори, вели тој, истакнувајќи го задоволството што монографијата денеска беше промовирана токму овде. Се радувам што имаме можност, а и јас како надлежен архиереј на оваа епархија, Повардарската епархија, што имаме еден ваков прекрасен храм, едно вакво дело, што многу поголеми нации го немаат. И за тоа треба да се гордееме и да им благодариме на нашите предци, посебно на Дамјанов, кој се потрудил од овој храм да направи место каде и нашите дедовци, нашите мајки, нашите сестри, нашите браќа првња осознавале вистината за Бога, а тука им се развивало и чувството за национална самобитност, за национална преобразба, дека навистина ние сме чеда Господови, но чеда сме на оваа прекрасна и убава наша Македонија. Соборните храмови во Македонија од времето на преродбата завземаат значајно место во културната историја на земјата. За делото денеска говореше авторот Раде Силјан, кој истакна дека истото заслужува големо внимание, но истовремено говори и за авторот како неповторлива личност во смисла на неговата истражувачка работа кога станува збор за културното наследство на Македонија. Токму овој храм во кој промовираме монографијата е застапен и тоа беше барање и желба на авторот да ја промовираме во Велес со една исклучителна негова порака дека ова здание представува едно од ретките македонски сакрални објекти по кои се препознаваме во поширок план. Колор монографијата за македонските храмови ја објави книгоиздавателството Матица Македонска. Авторот Ќорнаков е долгогодишен истражувач на богатото културно наследство на Македонија и автор на повеќе монографски дела за културното наследство во македонските манастири.